збор за каратето. Има само 9 години, а веќе поседува зелен појас. Четврто одделенецот од Велес, Јован Басич, е најдобар каратист во неговата категорија во земјава. За само 3 години колку што тренира, неговиот талент и упорната работа му донесоа неколку медали и трофеи. Ова беше доволна провокација да го посетиме тренингот на карате клубот Гладиатор од Велес и да се увериме во приказните за чудото од дете, како што го надекуваат. Зошто го одбра каратето, Јован? Многу сакав, еднаш кога седев од тој ги видов другарчината како вежбате. Сакав. Тоа значи дека тренираш карате околу 3 години, така? За тие 3 години што се имаш освоено? Имам златни, сребрани, бронзени медали и пехари. Сум отишол во Србија и таму освоив прво место. Во Скопје околу 4 пати таму. И во Велес сум бил на државната тука. Малиот каратист е свесен дека вештината која ја учи не смее да ја злоупотребува. Вели дека карате тренира за да знае како да се одбрани ако некогаш му затреба. Тој одлично ги совладал катите. Вели дека тоа е борба со замислен противник, а за нивна добра изведба најважна е синхронизација на телото. Тврстината, грбот треба да ти биде исправен. Многу работа. Треба ли да бидеш секогаш сериозен, дури и намрштен кога работиш карате? Треба. Зошто го плашиш противникот така? Да. И неговите учители се изненадени од напредокот на Јован. Јован Васич, односно Јоци, ние го си го викаме, кога го донесоа да вежба во клубот, имаше околу 5 години. Обично не започнуваме толку рано возраст. Има некој непишано правило децата кога ќе тренат на школа да пишуваме. Меѓутоа татко му беше упорен, вика дојди, види го да видиме како. Ја не верував дека тоа дете како што е таков ситен нешто ќе биде. Меѓутоа се покажа сосема спортивното, и што од првиот тренинг он многу сериозно почна да се занимава со ова. Морам да искажам задоволство што баш во нашиот клуб вежба. Инаку нема ова единствена медаља, значи он има веќе има добра историја во тој дел, веќе неколку првенства, такмичења што дома, што по надвор, забележителни резултати прави. Ова доаѓа како должна последица сега на првенството што беше организирано од Карате Федерација на Македонија. Морам да ја поправам, тоа не е државно првенство, меѓутоа затоа што нема за нивната категорија првенство, меѓутоа првенство од највисок ранг во Македонија за нив. И морам тука да ги пофалам и целата екипа, пошто они се во иста категорија и во финалето се сретна со дете од нашиот клуб. Значи победата беше 1-2, да се издржам во таков жаргон, што ми беше многу драго. Доказ дека Гладиатор работи исклучително квалитетно и дека има многу деца. Во категоријата во која се надпреварува малиот Јован нема борби. Го прашавме дали некогаш пробал да се бори со вистински противник. Еднаш сум пробал. И добив казна. Доби казна? Зошто не смееш? Другарчето поносот Будрев. Дисциплината е нешто на што најмногу се обрнува внимание во каратето. Преку спортот овие деца го учат животот, почитувањето на постарите и авторитетите. Во тоа е и благородноста на карате спортот. Со Јован се поздравивме и си ветивме дека на нашето следно видување околу половината ќе има црн појас. Еве една интересна приказна за Јован од Велес, кој што, како што рече во прилогот, треба да си многу намрштен за да можеш да го збуниш противникот додека нели вежбаш и практицираш карате. Сега Ирена е од соседното студио веќе подготвена.